Значи, по статусот на Владо Јовановски, тој излезе на неколку медиуми каде што рече дека му ваделе зборови од уста, односно дека тие не ги кажал, дека сите се свртеле против него. Потоа излегоа и други актери кои што велат дека некои држави се залагаат Македонија да нема граници, односно светот да нема граници, тоа го починуваат од Македонија, дека сакаат да уништат Македонија, дека соросоидите се свртеле против државата. Владо Јовановски излезе со своја хипноза на YouTube, со која што вели дека ќе ги хипнотизира оние кои што не сакаат државата, повторно да сакаат државата. На што мислите дека се должи тоа? Па, секако е штета што така јавни личности се излагаат на ругло и водат една политика. Една шема на омраза. Не се опасни, тоа се зелки од зелени луѓе, не треба да ги прифаќаме како такви, немаат ни одраз меѓу народот. Прв пат слушам за вакви работи. Многу е поопасно кога доаѓаат такви идеи од центрите на моќ, каде што имаат вистинско влијание врз народот, народот ги слуша, сака да им се придружи, сака афективно е врзан за нив и може да предизвикаат големи немири. Меѓу политичарите постојат така наречени нарцистички психопати, голем дел. Добар дел од нив се такви, кои сметаат дека нивното право е единствено право и дека може да што сака да прават, дека тие фактички одлучуваат за нас, дека имаат право за тоа. И тоа е она што е најопасно, кој може да доведе народот во критична маса да почне да се убива по улици. Диагнозата е психопатија, нели? Расстройство на личност. Нарцизмот тука многу владе. Она јас едино знам, јас едино можам, јас предвидувам, можам да предвидам што ќе се случи со вас. Нели, владе тој рогобатен збор шизофреничарски, ама тие луѓе се болни и не можат така да комуницираат со околината и не би ги ставил таа категорија никако, али нарцистички психопати да, секако. Малите луѓе, овие ние што се прескрибуваме по мрежите, немаат никакво влијание секако, него се одраз на една култура, одраз на едно живење, одраз во каква дупка сега живее моментално. Али овие што се блиску до власта и кои претендираат за власт имаат огромно влијание и треба да внимаваат на тоа што прават, што зборуваат, како се однесуваат, пошто за нив не владее правото. Правото владее за малиот човек. Ќе треснеш глупост, ќе одиш 2 години затвор по законот за омраза и ширење на непријателство према друга група. А овие другиве, богами, моќниве не. Така да мора тие да внимаваат и ние да внимаваме кого бираме во таа групација која не води.